Францускиот предлог по неколку неделно патување на релациите Париз, Брисел и Софија конечно пристигна на Илинденска број 2, додека премиерот Ковачевски заедно со владините коалициски партнери го представија на јавноста предлогот, тврдејќи дека македонскиот јазик е заштитен, а идентитетските прашања и историјата се надвор од преговарачката рамка. Во јавноста се наметнува дилемите дали спакуваните измени се навистина нови, кои се значајните промени што го премислија премиерот да го тргне тврдото не, зошто спорот со Бугарија е дел од преговарачката рамка, но кои всушност овој пат ќе бидат македонските црвени линии. Решението на француското председателство со ЕУ за договор што ќе го отвори патот за старт на пристапните преговори со Македонија, тешко ќе оди кога политиката заедно со правдата треба да се чекаат од аргументите на помоќните. Имајќи го ова на ум, може да се предпостави дека на Скопје тешко ќе му оди со новиот француски предлог кога ќе треба да го елаборира на јавноста. Петар Арсовски, политички аналитичар, посочува дека има неколку причини поради кои на бугарите им се овозможи да ја симнат својата одговорност за блокирањето на нашите евроинтеграции. Господин Арсовски, на истекот од француското председавање и преземањето на диригентската палка вој од страна на Чешка, останува нејасно како спорот со Бугарија влезе во преговарачката рамка. Сите веле дека билатералните прашања меѓу земјите не треба да се во преговарачката рамка за почеток на преговори на нашата земја со ЕУ. Со предлогот на Франција, во него стои практично дека зависиме од историјата која помалку или повеќе е поврзан со нашиот идентитет и постоење. Зошто сега испадна таква ситуацијата? Постојат две причини за тоа. Првата е што реално нашата позиција не е иста со Бугарија. Бугарија е членка на Европската унија и изготвувачите на предлогот имаат поголема обврска да се грижат за нивната членка одошто за аспирантот. Така што не мислам дека е таа функција на преговорите, туку е функција на актуелната состојба. Во моментот позицијата е таа, ние се бориме за влез и условите, односно решението, нормално е да биде искривено кон онаа земја што е членка. Второ, не е исклучок нашите барања. Србија, например, има во преговарачката рамка барање да го реши проблемот со Косово. Бугарија веќе формално најави дека ќе го блокира напредокот на Србија во преговорите доколку не се реши бугарското малцинство во Босилеград, па и слични услови, влезување во устав, недостаток од дискриминација и така натаму и така натаму. Во моментот Хрватска ја блокира Србија на неколку прашања, исто заради слични билатерални прашања околу Вуковар. Словенија ја блокираше Хрватска заради слични билатерални прашања околу заливот Пиран. Не е тоа исклучок, само што доаѓа во ситуација во која јавноста е веќе уморна од постојани концесии и доаѓа во хистеризирано време. Така што не е исклучок дека билатералните прашања влегуваат во преговорите, бидејќи Европската унија не сака да внесе проблеми, туку сака проблемите земјите членки ако може да ги решат пред влезот во ЕУ, но доаѓа во емотивна состојба и после неколку веќе концесии за кои можеби политичките елити и јавноста не се подготвени. Арсовски смета дека ќе биде лош и опасен преседан за ЕУ ако бугарските барања поврзани со идентитетските одредници влезат во преговарачката рамка за земјава. Ја спомнавте емотивната состојба, граѓаните емотивно реагираат на сите овие информации кои излегува во периодот во однос на прозивањето на Макрон случајно или не како северно македонци, меѓутоа и на бугарскиот премиер Петков. Дали мислите дека идентитетот и постоењето се загрозува со тоа или само тоа е како опипна мамка за македонските граѓани да прифатат се од бугарските прашања? Работа на нашата дипломатија е да ги врами нашите политики во некакви пишани документи и во некакви стандарди. Во моментот постои пишан документ кој се однесува на придавката северно-македонски, тоа е договорот од Преспа, каде придавката северно-македонски е забранета за било која употреба. Сметајте дека таква нација, народ или јазик не постои. Работа на нашата дипломатија да реагира на овие грешки, инаку ние главната работа по тоа прашање сме ја завршила. Експлицитно пишува дека и во рамки на Обединетите нации, и во рамки на Европската унија и така натаму, таа придавка не постои, односно не е дозволена за користење. Сепак сум склон да верувам дека се работи за грешки, одошто за некаков намерен пробен балон, бидејќи никој во моментот не разговара за менување на
придавката која е уточната со преспанската спогодба, па дури ни сегашниот бугарски предлог, односно француски. Познавачот на состојбите истакнува дека, како никогаш досега на општеството, политичкиот естаблишмент, но и народот потребно е единство и сплотеност со цел македонските црвени линии да се истакнат јавно пред евентуалното прифаќање на понуденото од Париз и Софија од страна на владата. Ги спомнавте работите околу нашата дипломатија периодов, исто така министерот за надворешни работи Бујар Османи заедно со неговиот претходник се во постојани препирки околу тоа кој што потпишал и што прифатил. Излегува во јавноста и документи кои што нашата страна ги преговара, условно кажано тајно, со бугарската страна и со Франција. Па колку во овие моменти вакво однесување на нашата дипломатија е во ред да се прави и како тоа граѓаните да им се објасни што ние преговараме, зашто зборуваме и што се случува во целиот овој процес? Две работи има тука. Прво, не е добро дипломатијата, нити претходните, нити сегашните дипломати во јавност да разговарат за некакви неусогласени или некохерентни политики. Најдобро би било кога би можеле да најдат заеднички јазик, бидејќи тој штети на Македонија во преговорите и во преговарачката тактика. Второ е колку од преговорите може и треба да се изнесе во јавноста. Јас разбирам дека јавноста е желна за информации и сака да биде вклучена, меѓутоа има некогаш кога преговорите не треба да се одвиваат под окото на јавноста, бидејќи ништо не е договорено додека не се договори се. И на јавноста треба да ја биде ставен на увид конечниот пакет за да може да донесе информирана одлука, дали пакетот во кој има и добри страни, има и лоши страни секогаш, ќе го прифати како пакет. Така што тој вториот дел зошто се одвива надвор од очите на јавноста, истото се случуваше и за Преспа, не ме загрижува премногу. Повеќе ме загрижуваат дисонантните тонови помеѓу македонските дипломати кои дозволуваат во Бугарија, например, конкретно во Русија, конкретно да се помисли дека има простор за дополнително разединување, условно речено. Арсовски појаснува дека оваа варијанта, која стана позната како француски предлог, бидејќи дојде за време на француското председателство со Советот на ЕУ, има делови кои се прифатени од македонските барања. Чешка веќе го презема председателското столче во ЕУ. Дали мислите дека и тие ќе го прифатат предлогот на Франција, условно кажано, и дали Чешка, односно Прага, ќе притиска како Франција за прифаќање на нивниот предлог во кој што малтене се внесени сите бугарски барања, изоставени се македонските? Што мислите? Каков ќе биде нивниот пристап кон проблемот ако се има на знаење дека проширувањето не е во агендата на Чешка? Прво сакаме на дигресија. Не е точно дека дел од македонските барања не се прифатени. Барањето за јазикот и барањето за почеток на преговорите, што се нашите два најважни услови, се прифатени во сегашниот предлог. Второ, тоа е предлог кој ние го нарекуваме француски, е предлог координиран на ниво на Европска унија со сите земји членки. И чешкото председателство ќе го преземе предлогот таков каков што е, доколку француското председателство денес или во наредните 24 часа до предавањето на функцијата не излезе со нов предлог. И чешкото председателство ќе почне да работи од таму. Дали ќе има нов предлог или не, ќе видиме, тоа зависи од кои ќе бидат приоритетите на чешкото председателство. Гледаме дека проширувањето на ЕУ не е на нивниот список на приоритети и од стилот во кој ќе ги водат преговорите доколку тие постојат. Забелешките на опозицијата и дел од експертската јавност е дека предлогот представува опасност за бугаризација на Македонија и давање алатка во рацете на Софија да го блокира и натаму напредокот на земјава во процесот на преговорите со ЕУ. Сепак власта, СДСМ и ДУИ се убедени дека ова е последната шанса за ЕУ, иако пред започнувањето преговори условот како менување на уставот за вметнување на бугарите е тешко осватлив, со неопходноста да биде двотретинското мнозинство во парламентот. Господине Трајанов, на коалицијската средба со премиерот Ковачевски, вас ви беше даден, преговарачката рамка ви беше даден документ на англиски и немаше време практично предходно да го видите документот, односно преговарачката рамка која толку предизвика проблеми и бура во јавноста. Сега кажете прецизно, дали има некоја разлика, суштинска разлика од првиот предлог на Франција и овој денес што беше лиферуван на англиски јазик? Прво, сетот на материјали, дел од нив, не сите, беа во текот на расправата
ни беа поделени на англиски јазик. Јас сакам да упатам барање апел до владата. Овој сет на материјали, не знам, француски предлог или предлог на Европската унија, натаму преговорачка рамка, не знам, акцијски план, протоколи, па се она што е дел од овој пакет, мора да бидат преведени и објавени на македонски јазик, значи нагласувам на македонски јазик, да можат сите граѓани изворно да се информираат и да можат да градат свој став. Бидејќи ова е исклучително важно прашање и за сега сите граѓани и не може да на брзина да се движат овие процеси. Мора да има време за да се произнесе. Бидејќи предлогот е, односно пакетот е, дел од пакетот е доставен на англиски јазик, така е и објавен на веб страната на владата. Многу тешко дека може да се изгради сега дефинитивен став околу тоа. Но компарацијата на експертите во партијата во текот на овие денови што ги прават тврдат дека во суштина нема никакви суштествени промени во споредба со претходниот француски предлог. Тоа значи дека ако навистина е така, тогаш нема потреба да се менуваат ставовите. И би било стварно неодговорно да владата пред неколку дена го отврди предлогот, дали беше тоа под притисок на јавноста, на експертите, партиите, дел од коалиционите партнери, каде што сум и јас представник во таа влада, го одби и сега, ако е се исто, го менува ставот, треба почесно е, поискрено е, подемократски да рече дека видовме дека нема можности за било какви промени, беше стратешки интерес сепак да прифатеме за да започнат диалогот со Европската унија. Но ни треба време да го детално разгледаме, значи консултираме експерти, имаме доста луѓе во партијата што били заменици министри за надворешни работи, имаме исто така експерти кои што познават други области, македонскиот јазик изворно може да кажат дали се загрозува, значи лингвисти и така натаму, историчари, бидејќи имаме силни негативни коментари од историјата, сето тоа и ќе изградиме став. Дали излегувате од влада или не? Прво ќе изградиме став, дали сме за или против. Ајде околу историјата. Таму Бујар Османи во брифинг веќе има кажано дека практично унилатерално ќе биде напишано дека македонскиот јазик, бугарската страна ќе напише дека македонскиот јазик е всушност дијалект на бугарскиот јазик. Господин Османи тврди дека своите ставови Бугарија и Македонија може да ги искажат околу јазикот одвоено и дека тоа ќе биде забележено само на некаков записник кога ќе се расправа за преговорачката рамка. Меѓутоа, читајќи ги пред заклучоците на Советот на Европската унија, тамо сосема друго стои дека двете страни можат унитерално да искажат свој став околу јазикот. И претпоставам дека Бугарија ќе го каже тоа што до сега го кажуваше, дека овој јазик, значи нема да го прифати како официјален јазик на македонскиот јазик на Европската унија, туку дека тоа е дијалект на бугарскиот. И нема никаква гаранција дека практично македонскиот јазик ќе биде во таа форма онака како што македонската страна инсистира. Мислам дека говориме за Европската како што унија. е компониран, дава некакви гаранции дека ќе биде еден од официјалните јазици на Европската унија, на 27-те, односно 28 јазик што ќе се користи. Без фуснота дека е дијалект на бугарскиот. Не, тамо ќе стои таква изјава на Бугарија, најверојатно ќе стои, но што ќе значи таа, ќе видиме дали тоа ќе биде основа да се оспорува користењето на македонскиот јазик во рамките на Европската унија. Нема никакви гаранции практично. Гаранции нема, но засега како решение е дел од или еден од јазиците што официјално се користат во рамките на Европската унија. И околу историјата. Македонската влада тврдеше дека воопшто во вториот предлог практично дека воопшто не е инкорпорирана вметната историјата. Но ако го видите предлогот, ќе видите дека договорот за добрососедство токму говори за историјата.
За заедничката историја. Историските прашања се опфатени. Значи, историските прашања се опфатени и ќе бидат предмет на разгледување на заедничката комисија за историски и образовни прашања. Дали преку неа ќе инсистират на решение кои што ќе го загрозуват нашиот национален идентитет, бидејќи ако ја сменат историјата, ако не ги исечат корењата, тогаш тешко дека можеме да обстоиме како посебен македонски народ, македонска нација. Така да тука ќе се води најверојатно тешка борба и ќе видиме дали тоа како механизам Бугарија ќе го користи за да блокира понатаму. За секој случај, најклучно е тоа што има некаков протокол усогласен за кој што не сме информирани. Никој нити го има сега објавено. Значи протоколот како дел од Се тврдеше дека нема протокол. Има протокол. Кажа министерот Османе дека има протокол, дека тој протокол треба да оди на усогласување во владата и после тоа е клучно. Подпишувањето на протоколот практично значи можност да се одржи првата меѓувладина конференција. Тоа практично не се отвораат преговори, тоа е клучното. 2019 година ние завршиме со скрининг. Кратко. Со скрининг, да. Сега викат ќе има Повторно. прва меѓувладена конференција и најмногу 2 години ќе има повторно скрининг без да се отворат поглавјата. Тоа е проблематично. Значи ние ќе се сложиме на се со протоколот, со преговарачката рамка, може и вето. Но таа е прва конференција која што само го повторува Европската унија скринингот. И право на вето ќе има цело време практично. Доколку бугарската страна не е задоволна. Тоа не може да се да речеме ограничи дека Бугарија повеќе нема да не блокира. Напротив, Бугарија може секојаш да не блокира и да има таква изјава. Ки измисля, речеме, вие немате доволни реформи. Со новата методологија може, но сега говориме за оној пакет со бугарскиот спор. Значи, сепак е направено формално правно да почнат преговорите, односно да се отворат поглавјата, тогаш кога ќе го смениме уставот. Кога Бугаријата ќе градиме во уставот како дел од народите, се разбира и во преамбулата, но и во нормативниот дел барат, тамо каде што се вика се формира комитет, не знам, македонци, албанци и така натаму, ќе бидат градени и бугарите, црногорците и хрватите. Тоа значи дека бугарите ќе бидат со исти третман како и сите други делови народи. Не биле фашистички окупатори, туку биле така. Говорат на омраза е интересно дека министерствата на Бугарија и Македонија тие ќе проценуват што е говор на омраза и ќе иницират постапки прекршачна, кривична пред надлежните институции. Говорот на омраза и сега кај нас е санкциониран. Значи тој што предизвиква расна, друга омраза, нема потреба од посебно. Меѓутоа, тоа е еден од условите и се разбира дека и натаму останува ревизија на злосторствата, како што они тврдат или во време на комунистичкиот режим. Не знам, тие што биле под третман на службите, јас од тоа не бегам, не е проблем тоа, нека се истражува, но на реципрочна основа. Како што бараме, ако бугарите влезат во уставот, што не сум против, но исто така мораме да бараме на реципрочна основа македонците да ги добијат своите права, ако не друго, согласно одлуките на судот во Страсбург. Ви благодарам. The general condition when it comes to enlargement process is as it is defined, the ability to overcome the bilateral issues. And from that perspective, I think that when we touch the ground and when we go like what is the substance of the bilateral relations between Macedonia and Bulgaria, I personally don't think that this is something that should be a big burden. On the other hand, the EU sent a strong signal or clear signal that these small, I put it in brackets, the small issues related to the bilateral relations
are primarily matter or the substance of the relations between national states. So the EU, I would move the focus on on the big stories of the EU enlargement, in which the dispute between Macedonia and Bulgaria is something that, if we compare it with Slovakia and Hungary, or even the Czech Republic, Poland, this is something what in past has been overcome by the goodwill, and the narrative of the enlargement process is something that is like sharing shared goal of all parties involved. And it is the time of key EU member states to focus both on Bulgaria and Macedonia, to leave these issues that have been raised in past decade aside, and to focus on the substance. And definitely history and the culture is not something that should be the matter of the key principles of the EU enlargement process. I think in early winter or in the late of 2021, Prague made clear, together with Slovakia, that the way how Bulgaria is approaching the enlargement issue on the EU level is how to put it, like way too much. How the identity, culture, history, etc., is used as a tool for negotiation. And but again, and this is the role of the presidency and the role of the presidency when it comes to the foreign policy priorities, is to find a common denominator on these very practical issues of the common interaction between Bulgaria and Macedonia through the lenses of the European Union. So I don't think that the Czech foreign policy is perceived as something being conflicting with the interest of both countries, and I strongly believe that the Czech MFA did its homework and to prepare its role for this very issue in Southeast Europe. I wish, but on the other hand, as I said, the strength of the presidency of the Czech Republic is in finding a common ground and to focus on details that can be, can be for the same common denominator for both sides. Here, when speaking from the perspective of Macedonia, and I personally think that the capacity of the Czech Ministry of Foreign Affairs, the institutions dealing with the foreign policy, that this is something, again, from the Southeast Europe perspective, this is something what is long-term priority, and the Czech Republic is very good in allying with other Central European countries to push this agenda further. Contrary to France or Germany, that are like little bit like an elephant in porcelain, that not understanding some small cultural differences that are like Macedonia and Bulgaria, that are making big problems when it comes to the big level. I personally don't see any breakthrough done by the Czech presidency in the Council of the European Union. However, on the local level, and also, let's say, on a bilateral level, for instance, from Macedonian perspective towards Bulgaria, I think that the Czech Republic has a potential to mediate let's say, to be like damage control, because the position is perceived to be kind of neutral from both sides, and it has a potential to elaborate on content or the elements that are not focusing on like this big politics or high politics stuff that is unfortunately not the agenda of the Czech foreign policy in general.